Откако Државната изборна комисија го потврди и заклучи избирачкиот список за предвремените парламентарни избори на 11 декември, може да се заклучи дека овој избирачки список е добар и не може да биде пречка за одржување на изборите, смета поранешниот председател на ДИК Александар Новаковски. Според него, бројот на гласачите во избирачкиот список е генерално ист со години, а бројката на гласачи од последниот прочистен список воопшто не отстапува споредено со изминатите години. Кога ДИК го потврдил вчера избирачкиот список и го заклучил, мислам дека списокот треба да е во состојба да може да се каже дека е добар. Значи, ние може да заклучиме дека на посебен список се ставени 170.000 гласачи кои имаат право на глас согласно нашите закони и устав, а тоа што се на посебен список не значи ништо, освен дека се дел од избирачите кои имаат право на глас. Значи, бројката воопшто не отстапува, со тоа се потврдуваат моите ставови кои ги имам веќе подолг период, бидејќи ние и во 2011 направивме едно прочистување кога ДИК не беше. Значи, ако се отстраните тие гласачи кои тогаш ние ги евидентиравме, значи доаѓаме до добар избирачки список. Државната изборна комисија на завчерашната седница го заклучи избирачкиот список, кој сега брои 1.784.416 граѓани. Новиот избирачки список има само неколку илјади гласачи повеќе од оној во 2014 година. Прочистувањето на избирачкиот список кој што беше направено во текот на годинава не покажа дека има фантомски гласачи, како што тврдеше лидерот на СДСМ Зоран Заев и други високи функционери на опозицијата. Се покажа дека над 330.000 гласачи во избирачкиот список се сомнителни. Речиси половина милион имиња на избирачкиот список ќе треба да се проверат. 500.000, 300.000 фантоми стигнавме само на 40.000. Со која леснотија ние велиме да излезевме само 40.000 гласачи ќе треба да се регистрираат. Првото прашање е дали во Македонија сметаме дека 40.000 луѓе се малку гласачи? Тврдењата за половина милион фантоми, меѓу другото, беа главните аргументи на СДСМ за оспорување на изборите од 2014 година. Околу заклучувањето на избирачкиот список реагираа и партиите. ВМРО-ДПМН вчера ја обвини СДСМ дека цели 2 години ја лажеше и манипулираше македонската јавност дека постоеле половина милион фантоми, се со цел да ја втурне Република Македонија во најголемата политичка криза. Единствената забелешка што СДСМ ја достави до ДИК беше листа со 38 имиња на граѓани што починале, а што веќе биле избришани од избирачкиот список, велат од владеачката партија. Од СДСМ пак остануваат на истиот став. Велат дека со заклучениот избирачки список Државната изборна комисија го потврдила она што СДСМ долго го тврдеше, дека во Македонија има околу 1.500.000 гласачи. Според социјалдемократите, во посебниот избирачки список се запишани 230.122 гласачи и со тоа се елиминирани сите можности за злоупотреба на овие гласови.